Верувам дека секој од нас, секој жив човек имал некој момент во животот кој што значил пресврт во неговиот живот. Се надевам дека се сеќаваме пред се на добрите такви моменти кои што значиле пресврт во добар правец. Ево јас ќе се сетам на два моменти, ги има повеќе, меѓутоа може би така посилни. Тоа беше, првиот момент беше 91 година, често пати спомнувам, кога и двата моменти се на некој начин, знаете, може би тажни моменти во мојот живот, меѓутоа кои што значиле пресврт и пресвртница кон добро. Често пати тоа се случува, нели? Често пати тоа Господ го користи во нашите животи. Значи, такви некои лоши, тажни моменти кои што може да предизвикаат пресврт во позитивна насока во вашиот живот. Значи, 91 ја спомнав, знаете, почна војната во Југославија, тогашната наша држава. Поминавме дури 3 држави, ако замислите, значи, мислам барем јас во мојот живот. СФРЈ, па Македонија, па мислам јас сум се уште во втората, не знам за вас. Тоа за некој може би третата важи, меѓутоа јас сум се уште во втората. Но почна војната 91-а, јас се запишев на електрофакултет и на тој начин го избегнав повикот, затоа што баш требаше да ме повикаат во војска таа година. И како и да е, како што кажав, момент кој што не беше мил за мене, затоа што ете, така, мораше да го оставам школувањето, но тогаш во истата таа година почнав и да го читам тој Нов Завет, кој што го најдов во фиока дома, па така да тоа беше една година која што значеше пресвртница кон добро. Господ почна да ме повикува. Иако не целосно. 94-та исто така беше една голема пресвртница кога почина мајка ми и тоа беше исто момент кој што требаше да ме врати назад на Словото. Затоа што јас од 91-та, 92-та до 94-та некако како да почнав да го заборавам. Но Господ го искористи исто тој момент, значи некојаш се значени таквите моменти во животот, да се сврди работата, значи да се случи една пресвртница. Имаше и други подоцна, меѓутоа не мора да ги спомнувам. Верувам дека и сите вие сте имале некои такви моменти во животот. Моменти од кои што може би веќе и нема враќање назад. Знаете, се отворена нова страна. Ке зборувам може би за негативен таков момент денеска, меѓутоа момент кој што треба да не замисли сите нас, да сериозно пристапиме кон нашето духовно живење, затоа што ако се случи таков еден момент, тоа веќе нема враќање назад. Веројатно сите сте летале некојаш со авион, знаете, кога авионот ќе ја достигне онаа одредена брзина и се наоѓа таму негде при крајот пистата и тогаш добиваат наредба и мислам не може друго, освен да полета тој авион. Нема враќање назад. Или, не знам, има некоја одредена висина, ако сте скокале, не сум скокал, нити па сакам со падобран, има одредена висина кога мора да ја повлечете онаа рачка или што и да е, за да се отвори падобранот. Или има и некој помошен таму, како беше, ако не се отвори тој главниот. Меѓутоа, ако ја надминете онаа висина, мислам, нели, критична, тогаш не знам кој би можел да ве спаси. Значи, тоа нема веќе враќање назад, така кажам. Да. Спомнавме нешто околу доаѓањето на новиот папа во Македонија. Сеќавате кога беше тоа, пред 2 години ли? Се случи пресвртницата, ја би рекол, околу настаните со
нашата држава, тоеш држав и тема набрзо после доаѓањето на Хојт Ји, кој што дојде точно на 1. мај. Па се сеќавате можеби на таа тема просветлени ми се викаше, а 1. мај е всушност денот на илуминатите. Тоа се случи според мене през свртницата. Од тогаш почна да работите да одат во еден друг правец, во оној правец во кој што одат ден денеска. И мислам дека враќање нема. И јас така мислам. Затоа што кој може да војува против зверот, вели Библијата. Ние можеме да се надеваме на нешто поинако, меѓутоа јас мислам дека враќање нема, меѓутоа да ги оставиме тие работи. Намерата ми беше да покажам, значи, дека и во нашиот живот, еве и во случувањето околу нас се случуваат моменти на пресвртница. Кога доаѓате до некоја точка кога враќање на вистина нема назад. 14. април 1912, знаете ли што се случило на овој датум? Мислам, некој не е толку можеби битен историски настан, меѓутоа се случи потопот на Титаник. 14. април 1912. И тоа на неговото прво патување, кога беше исполнет, значи наводно непотопливиот брод, до последно место што се вели 2024 патници, од кои што само 705 ќе се спасат, од кои повеќето жени и деца, затоа што нормално им беше дадена предност ним да ги искористат оние помошни чамци, кои што пак за воля на вистината не беа искористени во полн капацитет. И тоа е една иста причина, од која што ќе ви кажеме некои од следниве податоци, кои што ги пренела 40 годишната тогаш Елизабет, која што раскажува за настанот, едно од преживјаните, кога се осетил ударот, немало ама баш никаква вознемиреност, значи ударот во она Санта мраз. Немало баш никаква вознемиреност на бродот. Се си течело вообичаено. Дори подосна ја повикале во едно од соседните соби, значи луѓето дел биле по собите, мислам, тоа било нели касно навечер, дел на она забава таму, која ја повикале во едно од соседните соби, имало што да види, значи баш каде што пробила таа Санта мраз во бродот. Меѓутоа и тоа не предизвикало некоја вознемиреност. Од проста причина, како што веќе погодувате, затоа што Титаник не може да потоне. Поминал подосна еден од членовите на посадата на бродот и на прашањето дали постои некаква опасност, тој одговорил: не постои никаква опасност. Немојте да се секирате. После некое друго време, поминал друг. Дали постои некаква опасност? Истото прашање им било одговорено на оние кои што прашувале, на патниците, дека сега за сега не постои опасност, успеваме да се справиме со водата која што навлегува. Тоа веќе почнало да предизвикува аларм кај луѓето. А значи, навлегува веќе вода. И интересно, бил предвиден така изграден Титаник да ако навлезе и до 4 од оние комори таму, или 3 беа, вода, нема проблем, меѓутоа водата навлегла во 4. Успела да навлезе во 4. Пак ќе кажам, непотопливиот брод. Тоа веќе предизвикало сега загриженост и почнале да се собираат луѓе, загрижени луѓе на палубата. И ова Елизабет се сеќава како двете јажиња, најнапред која ги биле качени, значи реков, предност им била дадена на жените и децата пред се, да се качуваат во овие чамци. Веројатно дека ако на време се освестиле, ќе биле искористени сите тие чамци за спасување, меѓутоа, знаете, луѓето цело време мислеле дека ништо не може да биде. И ова Елизабет, која се качила во еден од тие чамци, се сеќава дека двете јажиња не работеле
синхронизирано, па дошло до навалување на чамецот, и едва и некако се нашле во водата, кај што мислеле дека може би ќе останат за секојаш, мислам така изгледало, но знаете што се труделе цело време, значи 36 мина биле во незиниот чамец, без никакви залихи на храна, цело време се труделе овие чамци да бидат во близина на Титаник. Затоа што очекувале да кога, тогаш пак ќе се качат на бродот. Бродот не може да потоне. Но како што почнала да навлегува, значи таа вода, почнала да се навалува бродот, знаете, сте го гледале може и филмот пред се, и светло по светло, почнала да се гасат светлата. И почнал да тоне, полека, но сигурно. И сега некои очевидци велат дека се прекршил на половина, некои велат дека едноставно лака се исправил, значи нагори, потоа и нагло ќе потоне. Тука се случила онаа пресвртница, во умот пред се на луѓето збора. Непотопливиот Титаник сепак ќе потоне. Нема враќање назад за овој голем брод. И тоа и се случило. Се изгубил во морските длабочини. За кратко, откако, нели, ќе ја постигне оваа косина. И беше тоа... Да, беше тоа интересно покажано, мислам, може и доста веродостојно според очевидците на филмот, значи како буквално се фаќаат за што ќе најдат оние кои што се уште се наоѓале на бродот. Затоа што е достигнал онаа точка кога нема веќе враќање назад. Големата гордост Титаник исчезнал пред очите на овие луѓе. А не зборуваме сега тука, тоа е исто, често пати се користи во проповед, сите оние предупредувања кои што ги добивале па били игнорирани и така натаму. Само заради фактот дека на Титаник нема може никој ништо, ни Господ не може да го потоне. Постојат многу области во животот во кои што можете да дојдете до една точка од која што враќање нема назад. Ева еден податок чисто, се уште како вовед. Во Соединетите Американски држави во 1960-тите години на здравствена заштита се трошеле околу 5,2% од бруто домашниот производ. Сега за да видите чисто за споредба, во 2008 се трошат 15,2% од бруто домашниот производ на здравствената заштита. Видите кој скок од 5 на 15. Веројатно до ден денеска, пошто ова се податоци пред 11 години, уште повеќе има скок на овој процент. Може ли да се случи да дојде момент кога ќе има повеќе болни отколку здрави, кои што би се грижеле за тие болни? Видите како одат некои работи. Мислам, не треба човек многу да биде паметен да види дека и целата оваа планета оди кон една пресвртница, мислам, точка од која што повеќе ќе нема враќање, ако може би не сме ја постигнале таа точка. Кога човек ќе одбие да му се предаде на духот, кога ќе престане, кога ќе го одбива гласот на Светиот Дух, може да се случи таа пресвртница, може да дојде до онаа точка од која што нема враќање назад. А тоа е опасно. Значи, ако дојдете до момент кога нема враќање назад, вие сте изгубени за сета вечност. Во Копнежот на вековите, во 41-та глава од Копнежот на вековите, која што носи наслов во едниот од преводите, мислам по новиот превод носи наслов Кризата во Галилеја, сепак првиот превод на Тасиски повеќе ми се допаѓа во контекстот на ова што го зборуваме, носи наслов Пресвртница во Галилеја. И токму коментарот на таа глава се однесува на 6-та глава од Јован, дел барем, поголемиот оној позначајниот дел од 6-та глава на Евангелието по Јован, кое што некако како се доближува светата вечера, често пати ја спомнуваме оваа 6-та глава од Јован. Па некако и тоа ми даде идеја за оваа тема.
Елен Вајт ја опишува ситуацијата на денот кога Исус ќе ги нахрани оние 5000, така запишени, меѓутоа веројатно околу 20, можеби повеќе од 20.000 луѓе, нахранити од 5 леба и 2 риби. И знаете, тогаш народот запнал да Исуса го направи цар. Ова може би има допирни точки со онаа серија која што Јани почна да презентира. Цар, ама на едноземско царство, овде, како што била идејата не само на народот, туку и на учениците. Да се зацари Исус, па и самите тие, ако се сеќавате, Јуда предначел во тоа, да го направат Исуса цар. Па затоа, на тоа се базира и неговото предавство. Мислики дека ете Исус ќе се ослободи, ќе направи некој чудо, ќе го забрза на некој начин Јуда со своето предавство Исуса во превземањето на царството, во зацарувањето. И кој не би сакал таков цар, кој што од ништо може да произведе, да направи храна, може да исцелува секакви болести. Кој не би сакал таков цар? Но погледнете ги сега коментарите на Елен Вајт на мноштвото народ. Тој ден, кога се случила пресвртница во нивниот ум, односно пресвртница и во животот на Исуса Христа, дотогаш уживал голема популарност, каде и да одел го следеле луѓе. Па се сеќавате тогаш кога преминале со учениците од другата страна на Галилејското море, овие трчале по брегот, значи да го стигнат за уште по некој сендвич. Кога го спречил народот да го прогласи за цар, затоа што неговото царство не е од оваа земја, Христос знаел дека настапила пресвртница во неговиот живот. Мноштвото што денес сакало да го издигне на престолот, утре ќе се сврти против него. Зошто? Значи не само пресвртница во неговиот живот, се случува пресвртница, подоцна, нели ќе се случи пресвртница во животот на овие луѓе. Разочарувањето на нивното себишно славолюбие, нивната љубов ќе ја пренасочи во омраза и нивното славење во клетви. И знаете, едно разочарување може љубовта да ја претвори во омраза. Тоа се случило кај овие луѓе. Затоа што имале славолюбиви очекувања. Очекувале да Исус се зацари тука, да ги избркаат римјаните, конечно се ослободат од нив и да имаат еден убав живот во новото царство, кај што ќе има се. Затоа што го имаме царот кој што може да направи се. Колку лесно значи љубовта може да премине во омраза кога човек доживува разочарување, кога не му се исполнете очекувањата. Уште од самиот почеток не им пружал на своите следбеници никаква надеж за земни награди. Значи Исус се трудел тоа да им го предочи, посебно и во 6 глава од Евангелието по Јован. Кога луѓето би можеле да ги имаат заедно светот и Христа, мноштвото би му понудило своја преданост. Аха, значи, ако можеме и светот и Христа да го имаме, тогаш ќе бидеме твои следбеници. Но тој не можел да прифати таква служба. А видите, денеска, само погледнете, верски заедници или проповедници, кои што токму тоа му го нудат на народот, на слушателот, се најпопуларни. Нивните цркви се најполни. Кои што на луѓето им го нудат и светот и Христа. Дори и плаќаат карти за да присуствуваат на тие на богослужение на тие мега цркви, така наречени, поготово во Америка се популарни. Мнозина од оние што биле поврзани со него, биле привлечени со надеж во световното царство. Овие луѓе не смеат да останат во само измама. Значи, Исус се погрижил да не ги остави, да бидат измамени во таквите своји размислувања. Длабоката духовна поука од чудото со лебовите не ја разбрале. Таа треба да се објасни.
ова ново откровение ќе донесе со себе уште понепредвидлива, односно уште посредна проба за нив. Тоа е баш 6 глава Јован, кога во синагогата во Капернаум Исус им укажува на тоа дека тоа е лебот, тоа е вистинското питие, тоа е вистинската храна. Немојте вика да работите за онаа храна која што се расипува. Туку за она која што доаѓа од небото. И видите се овој цитат, продолжувам понатаму од истата таа глава. Затоа што биле премногу суетни и уверени во својата правда, за да примат укор, затоа што премногу го сакале светот, за да го прифатат животот на понизност, мнозина му го свртеле грбот на Исуса. Премногу суетни и уверени во својата правда. Не сакале воопшто да примат укор. И тоа било пресвртница во нивниот живот. Да го остават Христа, да престанат да го следат. Тоа го имате исто така во црквите кои што се преполни, кои што се тепаат да влезат, затоа што таму немате укор за греот. Таму може се и пак сте спасени. Тие го сакале Исуса, сметале дека е Месија, се доека не ги укорил за гревот и ги поучувал дека треба да бидат понизни во срцето и да станат како Него. Мнозина се одвратиле од Него, па дури им се обратил и на 12-мината, исто во таа глава, сеќавате кој им каже да не сакате и вие да заминете. Така е и денес, вели сестра Елен Вајд, мнозина заради најблаг укор ја напуштаат црквата, и зарем не е така? Јас ќе се сетам на зборовите на брат Винко, и тоа години наназад. Не знам, може има 10 години кога ми го кажа тоа, тој како пастор и неговото искуство, и вели какво време дојде во црква да не смееш на никого ништо да му кажеш. Така ми кажа со негови зборови. И уште полоше е сега. Каков укор? Какво предупредување? Мнозина се уште го прават тоа. Душите денес се искушуваат како што се искушувале учениците во синагогата во Капернаум. Кога вистината уверливо ќе му се разјасни на срцето, увидуваат дека нивните желби не се во сообразно со Божјата волја. Што сватиле многу јасно било дека не се Исус не го нуди тоа што тие го очекувале. Тие ја гледаат потребата од целосна промена кај себе. Гледаат дека треба да се променат, но не би сакале да ја прифатат работата полна со самоодрекување. Треба да се откажат од многу нешта. Затоа се лутат кога ќе се откријат нивните греови. И сега тука може да си поставиме прашање сите. Значи, не дека има некој право, не знам, мене да ме укорува за греот или го нема тоа право. Не е битно. Дали, често пати знаеме каже, опа, он па што? Па да не е некој светец. Меѓутоа, ако одиме со тоа, тоа е нормално, никој не е светец. Меѓутоа, некојаш Господ се служи преку проповед, преку наш брат и сестра, може би за да не укори. За нешто што правиме, а не е по Божја волја. Како ние реагираме на тоа? Затоа што гледаме од примерот на овие луѓе дека тоа значило пресвртница во нивниот живот, кон во негативна страна, значи. Знаете, кога словото, кога проповед, па дури кога братот, нормално, имаме нели тамо и начин како тоа се прави, ќе ми укаже на некој мој слабост, на некој мој греф, што треба да направам? Која е постапката? Па да се покајам, да осознавам дека тоа е така, да се покајам и да се вратам кај Господа, а не да се лутам.
За некои луѓе се вели дека се премногу чувствителни, знаете, треба да внимавате, нормално, треба да внимаваме ние секој кој секој. Меѓутоа за некого вели, премногу е чувствителен, знаете. Па така да треба да се внимава како. Премногу чувствителен или премногу горд? Сега тоа е прашање. Пофалбите и ласкањето би биле пријатни за нивните уши, но вистината не е добре дојдена, тие не можат да ја слушаат. А зборувавме цела една серија за тоа кој е наш пријател, значи како да си најдеме пријатели, како е добро да се има вистински пријатели во овој свет. Но знаете ли денешните световни автори што сугерираат? За да го придобиеш некого за пријател, а не знам, некако на некој начин како да црквата некојаш и ги следи тие примери, место да се следи Исусовиот пример. За да го придобиеш некој за пријател и да го одржиш пријателството со него, не смееш да му укажуваш неговите мани. Воопшто ништо не треба да чачкаш околу неговите слабости. Треба да бидеш крајно внимателен со слабостите. Значи. Во спротивно можеш да го изгубиш за пријател. Па, мислам дека тука не знаеме или овие автори не знаат што значи вистински пријател. Па нели зборувавме, кажавме, вистински пријател е оној кој што се знае за тебе, ама пак те сакај, понатаму тука е, близок е со тебе. Спремен да ти помогне. И тоа нели го нарекува тие толеранција. Мислам, нели, да се толерираме еден со друг, сите сме различни, сите си имаме некои своји слабости. Океј, сето тоа е во ред и нормално треба да бидеме внимателни во поучувањето. Но Господ, како беше оној цитат, тој не сака такви какви што сме, ама прави се за да не оправи, значи да бидеме како него, да наликуваме на него. Бидејќи темата требаше да држам едната сабота, меѓутоа знаете, Ирена имаше, па баш ми дојде, се вклопи оној утрински стих што беше за минатиот петок. Се сеќавате ли кој беше утринскиот стих за минатиот петок? Може би. Точно, видите, некој се сеќава. Оној кој што ги чита стиховите, нормално дека се сеќава. Исаија 58:1. Сеќавате како гласеше стихот, вели: викај од сето грло, не воздржувај се. Издигни го својот глас како рок, како труба, таму вели еден превод. Објави му ги на мојот народ што? Неговите злостори, неговите беззаконија, на Јакововиот дом, неговите гревови. Што значи дека ова е нетолеранција или што е ова? Тоа е кого Господ љуби, како вели? Откровение 3 глава, да. Него и го кара, го поучува. Вика, кога го следела масата, значи, она маса на луѓе, кога е нахрането мноштвото и кога ги чуле победоносните извици, нивните гласови се слевале во величење. Ама, кога испитувањето на Божиот дух го открил нивниот грев, или им заповедал да го остават и го свртеле грбот на вистината и не оделе повеќе со Исуса. Од величење и славење, каква пресвртница. Па која е работата на Светиот Дух? Знаете, често пати по црквите се спомнува, мислам, некој Светиот Дух, нели ние често пати укажуваме на тоа излевањето на позниот дош и Светиот Дух. Која е првата работа на Светиот Дух? Како вели стихот таму во Јовановото Евангелие? Да укаже грев, правда и суд. Грев, правда и суд. Првата работа е да ти укаже на гревот, па тоа е работата на Светиот Дух. А вие имате цркви кај што воопшто гревот не се спомнува. И мноштво на народ. И некој ќе рече, еве, Светиот Дух работи.
го отфрлиле Спасителот затоа што копнееле за освојувач што би им дал земна сила, сакале јадење што поминува, а не она што трае вечно. Не она на кое што Исус им укажува баш во Јован 6 глава. Да го видиме на кратко и случајот со Јуда, затоа што кажав, тој предначал во тоа. Вели Христовиот јавен говор во синагогата за лебот на животот представувал пресвртница во историјата на животот на Јуда. Видите, значи пресвртница ова било и за Јуда. Конечно сватил веројатно дека што си имам јас работа со ова, ја мислев дека земно царство ќе има и така натаму, па ја ќе добијам некоја почест, нормално, нели се буткал секојаш тука да биде прв до Исуса. Им бил конкуренција на Јаков и Јован. Вели ги чул зборовите, ако не го јадете телото на синот човечки, ако не ја пиете неговата крв, нема да имате живот во себе. Она тешка беседа, која што натерала мноштво на народ да го остават Исуса, ова го слуша и Јуда. Вида дека Христос нуди духовни, а не световни добра. Се сметал за далеко вид и способен да согледа дека Исус нема да има никаква чест и дека не може да им подари високи положби на своите следбеници. Решил да не се здружи толку близко со Христа, за да не може да не се повлече. Решил да наблюдува и наблюдувал. И има мноштво на луѓе така, денеска. Не сакаат често пати на повиците. И то, мислам, главниот проблем на нашата духовна заспаност или летаргичност, или како сакате кажете, лаодикејската состојба е тоа што ние не му се предаваме целосно на Бога. Тоа е, не е друго. Меѓутоа, луѓето избегаваат такво нешто заради тоа што се како Јуда, постапуваат како Јуда. Не им се среќаваат нивните очекувања со она што го вели Евангелијата, што го вели Христос. И си викаат, ја ќе бидам на дистанца, ја ќе бидам и христијанин, ама сепак ќе бидам на дистанца. И потоа, па зашто духовниот живот ми е ваков, па зашто не можам да го победам гревот, па затоа што не си му предаден на Христа. Тоа значи распнување, тоа значи болка, тоа значи смрт. Меѓутоа потоа и вечен живот. И еве кога е Јуда во прашање, кога конечно одлучил и излетал од собата да оди да го предаде Христа. Видите, Исус колку бил посебно внимателен со Јуда, не му упатил никаков укор, знаејќи го дека е посебно чувствителен, нели? Но во собата на Симон Лепрозниот, таму каде што нели сите ја на некој начин и тој прв ја укорува делото на Марија, од Исуса слуша поинакви зборови. Исус ја го штити, ја велича дури Марија, во тој случај и Јуда, при тој прв единствен укор што го добил, од Исуса решава да излезе и да конечно го предаде Исуса. Тоа за кое што цело време читаме. Пресвртницата почнала, уште во синагогата во Капернаум, кога ги слуша оние зборови од Јован 6 глава, меѓутоа ова веќе било капак, како што велиме. Ја не би должел, имам уште малку, меѓутоа не мора. Тоа е пак во истиот контекст. Ако не ја сакаме вистината, ќе се случи да бидеме измамени не само тоа, туку и да се случи една негативна пресвртница во нашиот живот, која што треба да бегаме. Како велат ѓавол од крст. Затоа што тоа ќе значи нема враќање назад. Да, вистината боли некојаш, меѓутоа една е вистината и само таа ослободува и таа спасува. Вистината е всушност Исус. Тоа е Словото, тоа е вистината. Затоа,
да си ги читаме, да си ги кажуваме често пати овие стихови со кои што ќе завршам. Во Псалм 139, последните два стиха, 23 и 24. Псалм 23-24. Испитајме целиот Боже. Ако бидеме со ваков став, никош нема се случи таква една пресвртница. Туку ќе одиме таму кај што сме тргнале по Христа и се посигурно ќе чекориме. И се повеќе ќе ја изостриме совеста и се повеќе и појасно ќе го слушаме гласот на Духот Свети. Испитајме целиот Боже. Запозна ми го срцето. Испитајме и запозна ги моите мисли. Погледај да не одам по гибелен пат и поведеме по вечниот пат. Па зарем не е тоа ставот кој што треба да го има Божиот народ, посебно во ова време, во време на судот, во време на Јом Кипур, да си испитаме самите себе си. Да дозволиме Духот Свети да разоткрие се што има во нашите срца. А камоли да бидеме во ситуација кога, не знам, укорот ќе значи за нас готово, крај. И пресвртница во една негативна насока. Не смееме такво нешто да дозволиме. Нека Господ ни помогне во тоа.